Дождот може да предизвика штета и кај раноградинарските култури. Во овој период, кога има голем процент на почвена и воздушна влага, агрономите велат дека се јавуваат и многу гадни заболувања кои го напаѓаат кореновиот систем. Доколку не се превземат потребните мерки, растенијата со оплодени домати можат да овенат. Во услови кога 10 дена врне и внатре има голема релативна влажност, заради слабите растенија се јавуваат примерно доматите доста габни заболувања кои го напаѓаат кореновиот систем. Тие се негде 6-7 па и повеќе. И се случува на терен сега да одредени растенија дури и со веќе оплодени домати да венат и неповратно да умираат. Тие се веќе комплетни загуби за фармерите. Кореновите болести тешко се решаваат. Додуше тешко се решаваат и оние што ги напаѓаат листовите, цветовите, плодовите. Меѓутоа со навремена идентификација на болеста, со како да кажеме, со предвидување од ризиците за кој тип на болест станува збор, кој е притисокот од дадено заболување, превентивата е најдобра мерка за да растенијата останат здрави и во иднина да имаме соодветен принос од нив. За да се спречи целосно уништување на растенијата, Василев советува земјоделците да имаат контрола со наводнувањето на раноградинарските култури и да не претеруваат со ѓубрење. За успешно производство прво ни е потребно добар менеджмент со вода и искористување на тоа што природата ни го дала. Многу грешки се прават кога земјоделците не водат контрол на наводнувањето, претеруваат некој пат со ѓубрењето и тука прават различни блокади на самите растенија и ги слабеат растенијата, наместо да ги направат поотпорни, ги слабеат растенијата и тие се лесен плен и за болестите и за штетниците, а и во исто време не го даваат очекуваниот принос кој што треба да го дадат. Значи, многу е битно контрола на наводнувањето. Особено во услови кога не знаеме за наредната недела дали ќе има нови врнежи, ќе нема нови врнежи, значи се треба да се направи еден баланс со наводнувањето, со исхраната, за да го добиеме тоа што треба да го добиеме. Дождот предизвика штета и на дел од посевите засадени со пролетна зелка.